Така пред да ни го одговори тоа прашање, може ли едно подпрашање? Дали невладиниот сектор во Прилеп или во Македонија сега е всушност замена за некогашните општествени организации на млади, извидници, планинари, не знам, работещите при општинските организации на студентски сојуз така натаму. Дали сега е некој пандан ова вашето членување? Или па го сметате за нешто друго, недоскалило повисок и така натаму? Ја би рекол дека моментално невладиниот сектор веќе се качува на едно скалило повисоко. Односно од контекстот што тоа ги дефинира приоритетите и проблемите на младите и веќе има и поинаков пристап, поквалитетен пристап во решавањето на тие проблеми. Така. Значи моментално и активностите кои што се спроведуваат, мислам дека се со повисок квалитет. Битно е да се младите младите бидат на улицата, да бидат вклучени во невладините. Тоа е најбитното. Значи како што кажа и Зоран, ги акумулираме европските практики и пробуваме да ги практикуваме тука. Бидејќи користењето на европските практики сепак ни дава еден поголем квалитет во спроведувањето на активностите и решавањето на проблемите со кои што се соочуваат младите. Сега кажете ни како, например, конкретно, практично е како што твојот колега кажа, ги решавате проблемите или им помагате? Да, значи во контекст на кажаното за младинското вработување, би проговорил околу тоа, се соочивме преку истражување кој го спроведовме во Прилеп. Се соочивме со бројка дека моменталната бројка само за Прилеп на невработени млади е 6100, што е прилично голема бројка на невработени, односно е алармантна. И во тој контекст пробавме да спроведиме активности како би го подигнале квалитетот на конкурентност на младите и нивниот пристап кон добивањето на работа преку спроведување на низ активности. Значи, она што ние им го понудивме на младите беше нивна доквалификација, исто така понудивме курсеви за професионална ориентација, односно бидејќи голем дел од младите не ни знаат како правилно да конкурираат. Се соочивме со фактот дека голем дел од младите не ни знаат како правилно да напишат CV. Бидејќи CV-то, мотивационото писмо денес, кога се конкурира за работно место, е она што прво го добива, работодавецот и е првата слика која сметаме дека е многу важна, која работодавецот ја добива за вас. Добре. И тоа е исклучително важно. Исто така, она што дава дополнителен квалитет на нашата работа во контекстот на младинско вработување е тоа што успеаме да креираме на база на податоци, база на квалификувани невработени млади, која што понатаму база ја доставуваме изработена електронска база до Microsoft Access, која што понатаму ја доставуваме до бизнис секторот. Така да го леснуваме, представуваме еден мост помеѓу бизнис секторот и младите, го леснуваме пристапот до работа, така да кога работодавецот има потреба од нови вработувања, од нови кадри, тој може слободно да земе базата, да ја прелиста и да го најде оној профил на човек кој им е моментално најпотребен. Значи моментално тоа се покажува како добра практика, бидејќи иницијативата, активностите се повеќе препознати од бизнес секторот, така да ќе продолжиме со спроведување нова практика и промовирање на младинското вработување. Николаш, со што би можеле ние во кавадрите да се пофалиме? Ние можеме што е слично на ова, не мора да биде вработување некој друг сектор. Па јас може да кажам дека Нова зона доста многу научи од коалицијата сега во тој сектор, затоа што заедничко вклучување и собирање искуства. Да, затоа што во 7 годишното постоење во последните 2 години Нова зона си направи собствен сектор за младинска политика и младинско застапување во рамките на партнерството со коалицијата сега. Сега имаме и друг партнер, Младински совет Прилеп. Значи, едноставно растиме во, как да кажем, во организацијски план. Значи, Нова зона нема да делува само во сектор на здравство, значи сега делува во сектор на млади, младинска политика, младинско застапување. Се уште сме млади во оваа област, али учиме од поискусните и мислам дека сме на добар пат за исто што се практикува во Прилеп и во другите општини, да почне да се практикува и во Кавадарци. Овој заеднички проект што го договоривте сега, последниот, колку време ќе трае и што би можеле да очекуваат? 4 месеца трае. Како што кажа мојот колега Александар, че работиме на работилници пред се мислам дека во гимназијата и во некој друго средно школа ќе видиме кој ќе изразе желба и интерес. Ќе имаме завршен настан што ќе биде во Прилеп околу нешто како концерт, нешто за анимирање на младите. Ќе имаме 2 форуми, ќе направиме збир на млади, најверојатно ќе биде во салата на собранието, затоа што таму собира повеќе, мислам дека не е единствена сала што можеме да го изведеме тоа, да.
Чили и други настани? Да, само ако може да се врзам. Значи, оно што е програмски предвидено во спроведувањето на овој проект е покрај едукативниот дел кој го спомна, спроведувањето на кампањата, бидејќи мислиме дека така најлесно ќе допреме до младите и до авторитетите кои донесуваат одлуки. Значи, во контекст на тоа што го кажа и Никола, ќе се спроведува кампањата, ќе се изработат информативни памфлети кои за време на сите активности ќе бидат доставувани до младите, односно во содржински ќе бидат така поставени да ги мотивираат младите, да ги информираат што е тоа младинско учество, да ги натераат да се вклучат и да ги информираат кои се механизмите и формите преку кои тие може да го реализираат тоа вклучување. Воедно со цел, бидејќи знаеме дека денес младите најмногу можеме ги најдеме на социјалните мрежи на интернет, сега пробавме и ние да го користиме тој пристап, односно најпрво како прва активност да ги информираме младите преку социјалната мрежа Facebook. Значи сметаме дека тоа е моментално најадекватно како да стапиме во контакт со младите. Потоа во склоп на кампањата ќе се реализираат исто така округли маси кои веќе ги споменавме, на кои што ќе поканиме представници од најразлични профили, представници на општините, на образовните институции, студенти, невработени млади средношколци, на кои ќе се идентификуваат проблемите и можните решенија за промовирање на младинското учество. Исто така со цел да се испрати пораката за потребата од младинско учество и активизам, во општините, во Кавадарци и во Прилеп ќе се реализираат јавни трибини, на станите на кои ќе испратиме истата порака, за да на крај се заврши тоа со еден голем музички хепенинг во Прилеп, на кој ќе присуствуваат млади групи од општина Кавадарци од Прилеп, на кој ќе се испрати она завршна порака за младинско учество. А како што веќе напоменав, ова е само еден дел од програмата која ние ќе спроведуваме партнерски за промовирање на младинското учество. Она што сакаме конечно го постигнеме е, како што и веќе спомена Зоран, да се формализира учеството, односно да се канализира младинското учество, да се воспостават тие совети на млади, кои ќе бидат формални тела, односно ќе влезат во состав на општините. Прилеп и Кавадарци ќе дојде до потребна промена на статутот, со што тие ќе бидат легални репрезентативни тела на младите, со можност сите оние проблеми кои ќе ги идентификуваме кај младите, да можеме да ги пренесеме до оние кои одлучуваат. Значи, може да се пренесе до советот, да може да се пренесе до општината и да се даде еден квалитет и вистински пристап до решавањето на проблемите на младите. Кон крајот на емисијата сме, Зоран, како успевате? Тешко ли вие? Се решаваат ли младите да влезат во вашите организации? На кој начин успевате да го направите тоа, ако го правите? И што мислите, ќе ги вратиме ли младите на вистинската патека? Само силен граѓански сектор, силни невладини организации може да го постигнат тоа. Можноста да се вратат младите на патот на кој што треба да бидат е загарантирана само доколку постојат активности кои што невладините организации може да ги обезбедат за нив. Да ги заинтригираат да влезат. Во спротивно ќе имаме на младина која што за жал поголем дел од времето го спија или го проведува по ноќни дискотеки. Јас секогаш викам и испречам секогаш пораката до младите дека мора да побараат начин да се вклучат во невладините организации како здруженија преку кои што може да ги исполнат своето време. Интересно е еден начин на кој што дел од европските држави го решаваат, го викаат преку отворање на центри за искористување на слободното време на младите. Тоа е нешто кое што во поранешниот систем овдека во нашето подјебие имаше каде што младите може да појдат да прават моделарство, ракетарство, нели? Народна техника, може да ги искористат преку различни форми кои што општеството ги обезбедува за нив. Ние го поминавме тој систем, кања се распадна и она структура која што вие кажавте, Младински совет на Македонија, локални младински совети, кои што затоа нашата младина е во една дупка, во една празнина. Системот кој што бивавме, така, ги нема условите кои што ги имаше порано, ништо нема понуда за нив. И затоа тие остануваат на улица, така, или спијат, рекоме, или остануваат во дискотека до се баѓа до касно. Значи, многу е тешко во моментот невладините организации да има доволно ресурси за да обезбедат нешто кое што ќе ги привлече младите. За жал, она што ние сме научени до сега да функционираме, сме научени од странските донатори и благодарение на финансиите од странските донатори обстојуваме. Добро, не ги дава државата пари за ова? Бидејќи се работи за нејзини
деца. Така, токму тоа е решението. Да. Значи државата треба да стане свесна дека мора да вложува, бидејќи се работи за низините граѓани. Многу интересен одговор добивме од еден странски донатор, каде што побаравме една програма која што требаше да направи некакви услуги за младите луѓе кои што треба да ги користат, да не навлегувам во приказната што беше проектот. Одговорот беше интересен одговорот на таа фондација, во кој што вика дека ваквите активности треба да даде за вакви активности финансии треба да даде владата на Република Македонија, а не владата на држава таа и таа. Јасно. Што е многу логично. И во претходниот разговор на почеток кажав дека искуствата на Бугарија, Романија, Словенија, Словачка, Чешка, сите овие посткомунистички земји, се дека само локалните самоуправи и државата ги финансира невладините организации. Како е во Прилеп? Држи си ја мислите? Се уште мислам дека треба да се проводи на тоа препознавање на невладиниот сектор како мост помеѓу локалните самоуправи и младите. Значи дали имате поддршка од Маријан градоначалникот? Да, се добива поддршка, но сметам дека се добива и онаа потребна и логистичка поддршка, но сепак иако веќе имаме поддршката, секогаш може повеќе. Во Кавадарци? Во Кавадарци во последните година време, да кажем, скоро година време од оваа локална самоуправа, веќе оваа локална самоуправа според нашите искуства до сега ја препозна идејата на невладниот сектор и имаме доста голема поддршка, не поддржува во секој поглед. Значи има. Да. Тоа е основната поента. Тоа е она кое што ние сакаме да го наметнеме и во средбите кои што ги имаме со сите градоначалници. Во моментот в коалицијата сега спроведува активности со 14 различни општини. Имаме соработки и средби со градоначалници кои што ја промовираме токму оваа идеја. Видете ги нон-стоп. Така, дека викаме за да проблемите ги решиме, мораме заедно да делуваме. Ки има корист и тие, не само значи, јас во Прилеп немам никогаш да имам корист, затоа што тие млади живеат во неговата општина. Точно. Доколку сакаме да ги решиме проблемите на нашите млади, било која општина, значи мораме да делуваме заедно, мораме да дадеме ако треба финансии, ако треба да дадеме други средства. Не мора секој да се финансиски. Ама но мораме да станеме свесни дека сами ќе си ги решиме